Премиерот Зоран Заев уште пред да дојде на власт ветуваше големи реформи во судството. По едно неуспешно тело за реформи формира ново, па ги зема работите во своји раце, но ништо не направи. Но тоа не му сметаше на премиерот на трибина во Пробиштип да тренира строгост и да ги плаши судиите, индиректно кажувајќи како работат судиите сега, односно како ќе треба да работат, кога земјата ќе стане членка на Европската Унија. Заборави ли премиерот дека тоа е начело на телото кое вети уште пред една година дека ќе го реформира судството, но тоа во изминативе 4 месеци не се ни состана. Како судат судиите? Кој им врши притисок и ги спречува да судат по устав и по закон? Овие прашања се наметнуваат по настапот на Заев на трибина за промена на името, каде во својот говор вети дека приемот на земјата во европското семејство ќе значи и независно судство. Судијата кој ќе одлучува, ќе знае дека секој ќе му ја гледа пресудата. Секој ќе чита во рочиште. Секој ќе знае кои биле доказите. Па нема да може да фаќа кривини. Има да носи одлуки по устав, по закон и по собствено убедување и ќе го правда до крај. И судијата и обвинителот. Колку судовите се изложени на политички притисок, јавноста повеќе пати беше сведок дека кривичниот апелациониот суд сите биле под директни или индиректни закани. Вчера уставен судија јавно сведочеше дека за одлуката за референдумот дури 7 негови колеги биле повикувани на состанок изминативе денови пред судот да ја одржи јавната седница. Во сите извештаи на Европската Унија, како најслаба карика во системот е судството. Земјите членки на Унијата секој момент го користат да не потсетат дека Македонија со промена на името нема да стане дел од ЕУ, ако не се стави крај на корупцијата и криминалот и не завладее правото.